Почитувани присутни, почитуван заменик министер, во врска со овој предлог на закон за финансиска помош на поддршка на граѓаните, и да знаете дека не е во насока на обструирање или неподдржување на овој предлог на закон, имам забелешки во врска со членот 2 на законот, односно ставот 5, каде што се опишани самохраните родители. За да ја објаснам причината на тоа што го поднесов амандманот, сакам да кажам дека не е заедничко, односно не е целоисходно опишан дефиницијата на самохран родител согласно Законот за социјална заштита и Законот за заштита на децата. Токму поради тоа, во членот 2, точка 5, предлагаме истиот да се промени и да гласи: самохран родител е родител кој сам ги врши родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини повремено или трајно не ги извршува родителските права и должности, евидентирани во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука. Родител на дете за кое остварува право на детски додаток и право на додаток на образование заклучно со 27.9.2020 година во натамошниот текст самохрани родители корисници на финансиска поддршка. Самохран родител поднесува барања со потребна документација, и тоа: извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени, потврда за исчезнат родител и потврда за привремена спреченост поради лекување и издржување на казна затвор. Во рок од 10 дена од денот на влегување во сила на овој закон до надлежниот центар за социјална работа, кој по утврдување на статусот на самохран родител изготвува листа на самохрани родители.